моето прашање кон него би било на кој начин он смета дека може да се одвои од ВМРО ДПМН, знаејќи, слушајќи го тоа и од бомбите, како функционирало ВМРО ДПМН 11 години. Зарем он мисли дека ќе има политичка независност, како што тоа сега сака да го представи, па гледам и на митинзите укажува дека он се кандидирал, бил добар претходниот градоначалник, ама тоа се што правил до сегашниот градоначалник, он ќе сменал. Значи тоа го кажа и на последниот митинг нивни. Ја во тоа не навлегувам, мене ми е сосема јасно дека е таму прилично комплицирана ситуацијата. За мене е поразително тоа што човек од бизнисот се вклучи во политичка трка во еден многу лош, незгоден момент за ВМРО ДПМН. Прашање број 2. Прашањето број 2. Пократки ако сакате. Да, моето второ прашање кон него би било зошто не прифаќа телевизиско соочување. Добро, број 3. И број 3 би било дали со губењето на изборите ќе се дистанцира од ВМРО ДПМН. Јас прво да изгразам една загриженост, пошто бите Јан Китев не ми одговори на моите прашања, него ги забеколи и си ги искоментира во негов стил политички. Она си кажа што мислеше да си каже, на крај одговор не добив, меѓутоа без разлика на тоа јас ќе си дадам одговор на неговите прашања и покрај тоа што не беа прашања, беа повеќе коментари вклопени во некакви прашања. На првото прашање кој ќе го постави го вмеша нашиот лидер на партијата и ја вмешува партијата во моето идно функционирање. Јас тука би додал еден текст и би кажал вака, со едно мало објаснување. Како иден градоначалник ќе работам во интерес на граѓаните и сите одлуки што ќе ги донесувам во стојот ќе бидат во интерес на граѓаните и само на граѓаните. Нема причина зошто изражаните проекти и решенија да не се бидат реализирани доколку тие се во добри соодноси со граѓаните и во општина Кавадарци. Како иден градоначалник ќе се трудам локална самоуправа да дејствува само и само за граѓаните. Не гледам каква улога би имала партијата во решавање на клучните проблеми во општина Кавадарци. Тоа е подносно на прво прашање. Второто прашање кој ќе го постави зошто не прифаќа ТВ дуел. Ние со него имавме еден дуел на канал 77 кој што беше и радио и аудио снимка. И тој дуел требаше да трае 1 сат, траеше 2 сата, без разлика што на тоа радио генерална политика на партијата беше кандидатите на ВМРО ДПМН да не се појавуваат за тоа што кандидатите на СДС не се појавуваат во телевизија Алфа, каде што и тој не дојде. Јас лично, како кандидат за градоначалник, појдов таму, имаше дискусија и покрај тој дуел кој што го одржавме, мојот против кандидат не прифаќа дуел, него прифаќа само полемика и прифаќа само диалог од една страна. Така да му стоам на располагање за дуел и би прифанал дуел доколку сака дуел. Ако сака да си правиме интервју и емисии за интервју, нема потреба да бидеме во исто студио. Доколку сака дуел, да разговараме за програмата, да разговараме за локалната самоуправа, да разговараме за идните решенија на Кавадарци, да разговараме за идеологијата на Кавадарци, стоам на располагање. Пак ќе повторам. Интервју не прифаќам во исто студио, нема потреба. Третото прашање, дали со губење на изборите ќе се дистанцира од ВМРО ДПМН? Прво и основно, нас изборите како кандидат за градоначалник не се добиени во Кавадарци и никогаш не сум размислувал дека ќе ги изгубам изборите. Ако мислев дека имав и мала резерва дека ќе изгубам на овие избори во Кавадарци, прво немаше да се кандидирам. Значи, строго и децидно кажувам дека Митко Јанчев во Кавадарци победува уште пред да се номинира за градоначалник. Така да нема да го има тоа чест и задоволство да види таа ситуација, ќе ме види како градоначалник, а како градоначалник го поканувам уште вториот ден да дојде на кафе, да се сплотиме и он како иден пратеник и јас како градоначалник да работиме во интерес на општина Кавадарци и граѓаните.